Советот на општина Кочани ја одржа 19-тата седница на која покрај предложениот дневен ред членовите усвоија заклучок со кој се препорача мораториум за вработување во комуналното претпријатие Водовод до 31 декември годинава. Со 18 гласови за, Советот побара во наредните 2 месеца одговорните служби да достават план за намалување на бројот на вработени за идната година, со кој комуналното претпријатие ќе се преструктурира во функционално. Повторниот предлог од Водовод, цената за метар кубен геотермална вода да биде 66,88 денари, не доби согласност. Според градоначалникот Љупчо Папазов, тоа е преседан од невидени размери. Според него, со неизгласувањето на цената за метар кубен геотермална вода, 12 стопански субјекти кои се корисници на енергенсот се принудени да бараат алтернативни форми на енергија кои се 4 пати поскапи од геотермалната. Папазов нагласи дека се скратува можноста Водовод да се раздолжи за сметките за електрична енергија и да ја извршува оваа дејност за грејната сезона 2022-2023. При тоа ги повика корисниците на геотермална вода, заедно со директорите на училиштата, да се снабдат со други извори на енергија поради неможноста Водовод да склучува нови договори. Советот на општина Кочани ја донесе одлуката за измена и дополнување на статутот на комуналното претпријатие Водовод за основање подружница, но не го усвои годишниот план за вработување за наредната година. Исто така не беше усвоен и извештајот за финансиското работење на комуналното претпријатие за 9 месеци од оваа година. Не беше поддржана и одлуката за делегирање надлежност на јавното претпријатие Светлина Ко, односно одлуката за давање на стопанисување на јавното осветлување на подрачјето на општина Кочани. Членовите на Советот на 19-тата седница усвоија 9 општински програми и ги изгласаа ребалансот на буџетот за оваа година и извештајот за извршување на буџетот за третиот квартал од годинава. Општинската организација на СДСМ од Кочани испрати писмен допис до јавноста во врска со случувањата на 19-тата седница на Советот на општината, на која советничката група не ги поддржа точките поврзани со комуналното претпријатие Водовод. Причината е јасна и недвосмислена. Не поддржуваме неспособност за менаџирање, не поддржуваме непрофесионалност и неажурност. Не поддржуваме реализирање на лични интереси на сметка на жителите на општина Кочани. Представници на ДПМН нудите решенија, а реално само го пролонгирате проблемот и единствена цел ви се партиски непотребни вработувања. Крајно време е некој да преземе одговорност за милионските загуби на претпријатието. Крајно време е некој да одговара за штетата која од ден на ден се зголемува. Ветувавте се и се што, а за цела една година испорачавте ништо. Бескрупулозно ја лажете цела кочанска јавност за наводна загриженост, а таргет ви беше само власт. До кога планирате да ја држите локалната самоуправа во заложништво, стои во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ Кочани во врска со случувањата на 19-тата седница на Советот на општината. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН излезе со своја реакција по неизгласувањето на одлуката за зголемување на цената на геотермалната вода. При тоа, председателот на партискиот огранок Мирче Стојков оцени дека советничката група на опозицијата направила невиден преседан. Последиците од ваквото неконструктивно и неодговорно однесување на СДС се комуналното јавно претпријатие Водовод да нема можност да остварува поголеми приходи врз основа на реални пресметки и трошоци за испорака на геотермална вода. Дали советничката група на СДС и нивните приврзоци во Советот штитат тесни приватни интереси, овозможуваат нереална ниска субвенционирана цена на користење на природниот ресурс во работата на нивните бизниси. Со ова неодговорно делување се ускратува можноста на 12 правни субјекти, меѓу кои економски оператори од дејноста на раноградинарството, општински училишта и локални институции повеќе да не ги користат бенефитите на геотермалната вода. Се доведува во ризик затоплувањето на учениците, нашите најмлади сограѓани. Комуналното претпријатие се соочува со енормни зголемени трошоци за електрична енергија, која се користи за функционирање на пумпите за испорака на геотермалната вода и тоа во износ големен за 500%.
односно зголемена сметка за струја за 5 пати од вообичаеното. Менеджментот на комуналното јавно предпријатие мораше одговорно да постапи врз основа на реалните трошоци за нормално функционирање на геотермалниот систем, понуди цена за испорака на природниот ресурс до субјектите по цена која зголемена само за 100% во однос на зголемените трошоци за електрична енергија. Ефектот што треба да се постигне е товарот од зголемените трошоци целосно да не се префрли на крајните корисници, а предпријатието да може да ги оствари приближно потребните приходи за нормално работење. Општината ќе најде алтернатива за затоплување на училиштата и институциите, а економските оператори, како последица на ваквата скандалозна одлука на опозицијскиот СДС, ќе бидат приморани да бараат друг енергенс, како нафта или мазут, кој е до 4 пати поскап од цената на геотермалната вода. Во првенството на третата фудбалска лига Исток, викендов се одигра 8-то коло, во кое фудбалерите на Осогово ги освоија 3 бода на гостувањето во Карбинци. Истоимената домашна екипа е совладана со убедлив резултат од 6:1, со што жолтосините го задржуваат лидерското место. Надмокната игра на гостите од Кочани дојде до израз уште во 12-та минута со погодокот на Дојчинов, кој беше стрелец и на вториот гол за својата екипа, што го постигна во 25-та минута. На 1 минута пред крајот на првото полувреме Крстов го зголеми водството на 3:0 и со овој резултат се отиде на пауза. Во вториот дел продолжи доминантната игра на Осогово, а во 64-та минута водството беше зголемено на 4:0 со вториот гол на Крстов. Домакините во 73-та минута го намалија резултатот со погодокот на Стефанов од пенал, но 10 минути подоцна Дојчинов го постигна својот трет гол на надпреварот, а конечниот резултат и победата на Осогово ја потврди Тоше Манов на 1 минута пред да биде означен крајот на средбата. Осогово останува на првото место на табелата со освоените 22 бода, 4 повеќе од второпласираното Овче поле. Во следното коло на стадионот Никола Мантов, жолтосините ќе се сретнат со Брегалница од Делчево. Во втората лига се одигра 10-то коло во кое Виничка Слога 1934 по доаѓањето на Крсте Крстев за шеф на стручниот штаб успеа да ја забележи втората победа во правенството. На гостувањето во Тетово совладан е Тетекс со убедливи 3:0. Првиот гол за гостите го постигна Хусеиновски во 37-та минута и им донесе радост на своите соиграчи. Водството на 2:0 го зголеми Мицевски, кој беше прецизен по шутот што го упати надвор од линијата на 16-никот. Со водството на Слога се отиде на пауза, а нападите на играчите во црвени дресови продолжија и во второто полувреме. Конечниот резултат го постави Хусеиновски во 71-та минута со својот втор гол по одличниот пробив и нафрлањето од десната страна. Со освоените 3 бода, Слога има сега вкупно 9 и го поправи својот пласман на табелата, односно се најде на 12-тото место. Во следното коло, во Виница ќе гостува првопласираниот Вардар од Скопје. Младите гимнастичари од Кочани со успех ја комплетираа во годишната сезона на надпреварите на домашна сцена. На завршниот надпревар од државното првенство во А и Б лигата во машка и женска конкуренција, представниците од Кочани се вратија со 3 први, 2 втори и 2 трети места во поединечна конкуренција. 1 второ и 1 трето место пак гимнастичарите од Кочани освоија во екипна конкуренција. Домакин на првенството што се одржа викендов беше клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола, а надпреварите поминале во одлична атмосфера при што се постигнати солидни резултати. Меѓу нив се истакнале и кочанските гимнастичари кои скоро во сите возрастни категории се закитиле со едно од првите 3 признанија. Освојувачи на златни медали во А лигата се Мартин Андонов кај и јуниорите и Матеј Постолов кај постарите пионери. Во јуниорска конкуренција меѓу помладите пионери второто место му припадна на Лука Естатиевски.
Во Б лигата пак првото место и златниот медал кај нашите гимнастичари го освои Андреј Јованов кај јуниорите. Второто место во сениорска конкуренција му припадна на Филип Иванов, додека трето пласиран меѓу постарите пионери е Лука Ристов. Во женска конкуренција пак помладите пионерки на клубот за гимнастички спортови Кочани екипно го освоија третото место. На постарите пионерки пак екипно им припадна второто место. Во поединечна конкуренција кај постарите пионерки Иларија Цветкова се пласираше на трето место. Кошаркарите на Баскет Дино продолжуваат со добрите настапи и освојувањето бодови во првенството на третата лига. Викендов се одигра третото коло, во кое на домашен терен со резултат 90:80 ја совладаа солидната екипа на Феникс 2010 од Скопје. Во текот на целиот надпревар домашните ја имаа иницијативата и беа во постојано водство од по неколку поени. Единствено во третата четвртина концентрацијата попушти и му дозволија на противникот да оствари минимална предност од 1 поен. Сепак тоа не влијаеше на крајниот резултат, со што се освоени нови бодови со кои екипата се наоѓа на врвот на табелата. Ваквиот успех нашите кошаркари не го повторија и против МЗТ Аеродром во М18 лигата. На надпреварот во второто коло, што го одиграа во гости, тие доживеа пораз од 93:80. Домашните кошаркари биле подобри и прикажале поголема борбеност, иако гостите од Кочани ја завршиле првата четвртина во своја корист. Во продолжението на надпреварот, кошаркарите на МЗТ направиле пресврат и одржувале предноста, со што на крајот ги освоиле бодовите. Екипата на Баскет Дино, која се надпреварува во М14 лигата пак, во првото коло од првенството беше крајно убедлива над противникот Пробаскет од Пробиштип, совладувајќи го со катастрофален резултат од 100:17. Надмокиноста на домакините беше видлива во текот на целиот надпревар. Најголема кош разлика е остварена во третата четвртина, кога се постигнати 30 поени, додека гостите имале само 4.